Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте и денес емисијата Шах се љубиш Антоновски. Веќе две емисии посветивме на големиот Акиба Рубинштейн. Денес ќе ја превршиме со третата, посветена на големиот мајстор на шаховската игра Акиба Рубинштейн, роден 1882 година, умрел на 14 март 1961 година, значи навршуваат 60 години од неговата смрт. Шахистот со сјајна кариера, кој што за жал многу касно почнал да игра шах, касно научно практично да игра шах, но има таков вертикален лет во својата кариера, имено првата шаховска книга тој ќе ја добие и ќе почне да ја чита, да ја студира на 19 годишна возраст, 1901 година. Но затоа само 2 години покасно ќе одигра меч со мајсторот Салве, најсилниот играч во таа област, тогаш еден од најсилните играчи во тогашна царска Русија. Тој меч ќе го заврши нерешено, за 2 години подоцна 1905 година да стане шаховски мајстор. Но мајстор, нели, тогаш мајсторите сите биле познати по име и презиме, биле можеле да се избројат во светот колку постоеле. Уште само 4 години ќе му бидат потребни на Акиба Рубинштейн за да биде практично најсериозен предизвикувач на тогашниот светски шампион Емануел Ласкер, кој што пак од своја страна многу вешто ќе го одбегнува тој меч. Тој меч не се остварил од повеќе причини, но главно е затоа што Рубинштейн можел да ги собере потребните средства, а имал спонзор. Имено Рубинштейн живеел многу скромен живот. Тој се растал во многу детско еврејско семејство, како 12-то родено дете, значи во сиромаштија. И кога дошло време да се предизвика светскиот шампион, немал такви пријатели, не бил многу комуникативен, бил многу повлечен човек, цело време бил посветен на шаховската игра. Но сепак ќе кажам неверојатно за 8 години да бидете меѓу најсилните играчи во светот, би рекол, можеби и најсилен, било неверојатен подвиг. Денеска ние ќе завршиме оваа серија од 3 емисии посветени на големиот Акиба со неговата техника, неговата игра во топовските завршници. Велемајсторот Тартаковер, кој што исто така е еден од најдобрите шаховски писатели во тоа време, ќе каже дека Акиба Рубинштейн тоа е топовска завршница во шаховската партија која што е започната со боговите илјадници години назад. Да одиме, ќе погледаме 4 или 5 топовски завршници за да видиме, да ја добиеме комплетната слика, се надевам со 3 емисии за Акиба Рубинштейн. Ќе погледнеме 5 примери од богатото творештво на големиот Акиба Рубинштейн во топовски завршници. Има одиграно многу сјајни топовски завршници, значи тоа е на некој начин и препознатлив знак. Ќе започнеме со партијата помеѓу Рубинштейн и Алјехин, играна во Карлсбад 1911 година. Позицијата на таблата е ваква: Рубинштейн со бели фигури има крал на Е2, топ на С6 и пешачка структура Б5, Д4, Е3, Ф2, Ф4, Г3. Значи 6 пешаци, топ. Црниот Алјехин има крал на Д7, топ на А8 и пешачка структура А7, Б6, Д5, F5, G6 и H7. Гледате, белиот има компактна маса во центарот, иако има удвоени пешаци на F линијата, но тие удвоени пешаци воопшто не се слаби, тој контролира многу повеќе полиња во центарот. Исто така, топот од C6 е многу поактивен отколку топот на A8. Освен тоа, пешакот на B5, нели, ја фиксира структурата A7, B6 на дамското крило. И Рубинштейн, кој што е на потек, игра F3,
Гледате, подготвен е за E4, топ E8. Ова и беше важен момент во партијата, затоа што црниот имаше неколку можности. Прво, играјќи го потегот F3, играјќи го потегот F3, Рубинштейн мораше да пресмета што ќе се случи доколку Алјехин понудеше замен на топовите и пешачка завршница. Но тој правилно оценил дека таа пешачка завршница е добиена за белиот. Нели, да речеме, ако топ C8, да видиме како би била, замена на C8, крал зема на C8 и сега потегот E4, токму на време. Сега ако кралот дојде на B7 со идеја A6 или A5, тогаш е F5, G5, G4, кралот ќе биде многу далеко, белиот победува, значи F4, F4, D4 и сега G4, важен потек, за да спречи H5 и сега по крал D7, сега H5 би било лошо заради F5. Гледате, и црниот крал не е во квадрат, белиот добива во таа завршница. Значи крал D7, крал E3, крал E6, крал E4. Белиот има два слободни пешаци на D и на F линијата и лесно ќе победи. Значи тоа доколку влезеше во пешачка завршница. Другото што требаше да се види, тоа е потегот A5. Значи додека топот на C6 и кралот на D7 се во некаков контакт и оневозможен е ампасан BA6, значи црниот да се обиде да одигра A5, позувајќи го фактор што топот е и позади неговиот слободен пешак, но повторно тој потек не би бил доволен заради топ зема на B6 и по A4 топ A6. Гледате? Сега по топ А6, Б6 мора црниот да влезе прво во квадрат на белиот пешак со крал С6, но тоа време белиот го ползува и самиот да влезе во квадрат и при тоа да го нападне пешакот на А4, значи крал Д3, крал Б6, крал Б4, крал С3, крал зема на А6, крал Б4, го уништува опасниот пешак белиот и добива. Во партијата по потегот топ F3, црниот игра топ E8, крал D3, топ E7, значи Алјехин добро се брани, тој значи си ги пази сите слабости и чека да преземе да види што ќе преземе неговиот противник, затоа што позицијата му е таква. Кралот мора тука да биде исто во близина, да пази по C линија белиот да не влезе, да го пази D5 пешакот. Како засилува белиот, тој продолжува со G4, зафаќа пространство на кралското крило, топ E6, топ C1, сега ако сменеше топови, завршницата ќе беше пешачката реми, значи топ C1, топ E7, топ H1, крал E6, топ C1, крал D7, топ E1, топ F7. Овие сите потези, неколку десетина потези, Рубинштейн се обидува да најде план како да продре, но не доаѓа планот веднаш. Инаку практичните шахисти знаат дека кога противникот нема контраигра, тие можат подолго време да лавираат и да се обидат на овој или на оној начин. При тоа и самиот процес подлабоко навлегуваат во таа позиција и додека црниот мора постојано да пази и да парира, немајќи никаква контраигра, нему е тешко, а на белиот ќе проба вака, па не може да помине, па на друг начин и се дека на крај не го најде вистинскиот. Така ќе биде и во оваа партија. Значи по топ F7, топ А1, напаѓа на А7, крал D6, топ C1 повторно на отворената линија, крал D7, топ C6. Малку се измени нешто во овие десетина потези, топ F8, но сега Рубинштейн почнува конкретна акција. Тој игра крал E2. Сега сака по црните полиња F2, G3, H4 да продре на кралското крило. Топ F7, крал F2, топ F8, црниот чека, крал G3, топ E8, напаѓа на E3, топ C3, брани, топ E7 и сега крал H4. Гледате, кралот сака да го продолжи својот марш и преку G5 и F6, црниот мора тоа да го спречи H6, но сега по H6 е ослабена структурата на кралското крило и на шестиот ред, затоа по H6 белиот крал се враќа назад, крал G3, значи кралот повторно сака да дојде на D3, не само што ќе ја брани слабоста потенцијална на E3, туку и за да може да спроведе E4. По крал G3, H5 е изборот на Алјехин, тој сега ќе се обиде со
Поактивна контраигра, значи да ја продолжи играта. Доколку стоеше пасивно, например со топ Е8, тогаш би следело крал F2, топ Е7, крал Е2, топ Е8, крал Д3, како што кажавме пред малку, топ Е7 и сега топ С6, гледате напаѓа на Г6 и по топ Е6 Г зема на F5. Сега нема време за топ С6 заради BC6 шах, Г F5, топ Е6 зема, крал Е6 и сега Е4. Сега кога пешекот е на H6 осамен, белиот се разбира сака E5 да направи врзан слободен пешак, тој на B5 држи двајца и потоа кралот да проаѓа од другата страна, го собира тој на H6 и победува. Да видиме во партијата. Значи по крал G3, H5, кралот повторно се враќа назад, крал H4, затоа што има достап до полето G5, топ H7 и сега крал G5. F зема на G4, тоа е добра одбрана и одредена стапица му е поставена на киба, на Рубинштейн. Значи по FG4, ако се залета со крал G6, тогаш црниот ќе го жртвува топот со G3 и на крал H7 G2. И по топ C1 H4, двата врзани слободни пешаци ќе го победат топот, затоа правилно FG4, HG4, крал G4. Се определи позицијата, гледате, црниот му останаа слабостите на G6 и на D5 и на A7, додека белиот има само една потенцијална слабост на E3, но затоа ја контролира целинијата и затоа и кралот му е многу поактивен. Следи топ H1, активна одбрана, крал G5, топ B1. Сега црниот нели ќе го земе пешекот на B5, ама важно е белиот да го земе тој на A7, да нема противникот два врзани, значи топ А3, топ зема на B5, топ зема на А7 шах, крал D6, крал G6. Беа потребни 24 потези од почетната позиција за Рубинштейн, таа подобра топовска завршница да ја трансформира во предност со пешак повеќе при предностите позициони кои што остануваат. Топ B3 напаѓа на E3 и сега F5. Топ E3, материјалната рамнотежа е воспоставена, но F пешакот е многу поопасен од B пешакот. F6 тој веќе стигне на шестиот ред и само до F7 секако ќе стигне, ќе му остане само да го направи последниот чекор. Но ќе видиме дека прецизност е потребна до самиот крај. По F6 топ G3 шах, крал H7, топ F3, F7. Сега црниот мора да чека, кралот му е исечен, не може да помогне, значи само топот мора да пази, топ F4, крал G7, сака дама, мора шах, топ G4, крал F8, топ G1, пас потек и сега крал E8. Повторно сака F8 дама, мора топ 1 шах, крал D8. Мора топ F1 и сега одличен потек. Како да се направи последниот чекор, ќе покаже Акиба, топ D7 шах. Гледа. Сега, ако оди со кралот на E6, тогаш и белиот крал ќе се скрие на линијата за црниот, значи на крал E6, крал E8, па топ E7 и F8 дама, затоа крал C6 како подобар потек и сега крал E8. Сега се разбира дека топ E7 и F8 е заканата на белиот, топ F4, топ E7, крал B5, сега последната шанса, Алјехин најдобро се одбрани, сега на F8 се разбира топ F8, крал F8 и крал C4. Да се обиде, нели, со крал D4, со D пешакот, или да направи реми, додека кралот е на F8. Тоа може би ќе биде реми, може би не, но сепак техничен потек игра Рубинштейн, го сече кралот, топ C7. Гледате. Сега сака F8, мора шах, крал D7, пак сака дама, топ E4 шах, крал D7, топ F4, крал E7, повторно мора топ E4 шах, крал F6, топ E4 и сега крал E5. Го напаѓа топот, го зема тој на D5 прво, се враќа назад и победува. Значи една одлична топовска завршница од Рубинштейн против идниот светски шампион Александар Алјехин, играна во Карсбад 1911 година.
Следниот пример, почитувани, е од турнирот во Сан Себастијан 1912 година во Баскија, каде што Рубинштейн ќе го освои првото место во конкуренција на силните велемајстори Нимцович, Шпилман, Тараш, Маршал, Дурас, Техман и останатите ќе биде убедливо прв. Сега ќе видиме завршницата, една од завршниците во тој турнир, тоа е помеѓу Карл Шлехтер, еден од најсилните играчи во тоа време, и Акиба Рубинштейн со црни фигури. Белиот има крал на B1. Оваа позиција ќе почне со двотоповска завршница што ќе ја гледаме, па ќе биде потоа еднотоповска. Значи крал B1, топови на D1 и на G1 и пешачка структура A2, B2, C3, D4, F2 и H2. Црниот Рубинштейн има поставен крал на E7, топови на C6 и на D8 и пешачка структура A7, B6, E6, F7, G6, H7. Белиот има подобра пешачка структура, тој има само два пешачки острови, додека белиот има слабости на F2 и на H2. И во оваа позиција Шлехтер со бели фигури игра топ D3. Сака да го активира топот на третиот ред, а Рубинштейн топ D5. Сега веќе сака да ги напаѓа пешаците на H2 и на F2, да речеме топ H5, затоа белиот прв игра топ H3, тоа беше идејата на топ D3, значи топ H3 да не дозволи топ H5, H5 и сега топ F3, повторно да не дозволи топ F5. И во оваа позиција Рубинштейн игра одличен потег, тој го игра потегот E5. Гледате сега повторно ќе се смени пешачката структура. Сега главното што требаше да се види тука е како реагира црниот на потегот топ G5. Во партијата ќе видиме играно D зема на E5, но ако играше топ G5 белиот, тогаш ќе добиеше како одговор топ F6, го предизвикува топот на F3, замена на F6, топ F6, крал F6 и сега F4. Гледате, F4 го брани топот на G5 и истовремено го напаѓа пешекот на E5, а се чини дека топот на D5, а пешекот дека е врзан затоа што топот на D5 е без одбрана. Но тука, тоа што мораше да се види е потегот E зема на F4. Црниот жртвува топ и по топ D5 F3. Кралот е далеко, а топот на ниеден начин не може да стигне да го спречи F пешекот да биде промовиран во дама. Нели? На топ E5 F2 белиот не стига. Че тоа беше важен момент. По потегот E5 Шлехтер менува на E5, D зема на E5, топ E5 и сега го менува тој топ затоа што црниот сакаше да влезе на вториот ред, игра топ E3. И по топ E3, F3 доаѓаме до топовска завршница во чист вид. Сега гледате кралот на E7, топот на C6, пешачка структура A7, B6, F7, G6, H5, наспроти крал на B1, топ на G1 и пешаци на A2, B2, C3, E3, H2. Сега централизација, односно, се извинувам, прво топ E6, напад на ова е исто многу поучен момент. Прво топ E6 го напаѓа пешекот на E3 и по топ E1, топ F6 оди на отворената линија, ама она која што е подалеко од белиот крал. Например, топ D6 немаше да биде ефикасно затоа што кралот ќе доеше на C2 и сам ќе ги прикриеше тие слабости на отворената линија, а затоа оди на F линијата. Сега сака топ F2, затоа топ E2 и сега кралот оди напред. Крал E6, крал C2, крал E5. Гледате, крал D3 сега е бесполезно затоа што топ D6 шах повторно ќе го исфрли кралот и крал E4, затоа C4. Белиот се обидува да направи контраигра на дамското крило каде што има мајоритет. Но ќе видиме дека црниот е побрз. Крал E4. Значи, двете фигури му се подобро поставени. Прво кралот е многу поактивен и топот исто така. Крал E4, B4 и сега G5. Крал C3, G4. Црниот настапува кај што е посилен. C5, H4. Сега, нели,
заканата е црниот сега се заканува повеќе работи, но во принцип G3, крал F3 и G2, топ G2, топ G6, крал C4 и сега G3. Хазема на G3, хазема на G3, крал B5 за да му возможи на C пешекот да оди напред, но ќе видиме дека нема да може. Б зема на C5, реакцијата на Рубинштейн, Б зема на C5, крал F3 со напад на топот и на топ G1 последниот потек, точен потек, А6 шах, за да го отврли кралот назад и потоа крал F2 и G2 и победа. Тука Карл Шлехтер се предава. Интересно е што последниве три примери, кои што ќе бидат предмет на денешниот коментар, почитувани, сите се одиграни на еден ист турнир, на еден од најдобрите резултати во кариерата на Киба Рубинштейн на турнирот во Петербург 1909 година, меморијал на Чигорин. И погледнете како играл топовски завршници, како ги играл овие три примери Акиба Рубинштейн. Ова е партијата помеѓу Рубинштейн и светскиот шампион Ласкер. Значи, тие се сретна во првите 4 кола, не знам точно во кој беше, каде што Рубинштейн извојува убедлива победа, но својата предност ја валоризираше практично во топовска завршница. Викаат, за да победиш многу силен играч, треба 3 пати да го победиш. Еднаш да го надиграш во отварање, па во средишница и на крај тоа да го валоризираш во завршница, затоа што нели најсилните и нивната одбрана и отпорност нели е на многу повисоко ниво. Со последниот, значи ќе ја покажам позицијата, белиот има крал на G1, топ на F4 и пешаци H2, G2, E3, B2 и A2. Црниот Ласкер има крал на E7, топ на D7 и пешаци на H7, G7, F5 и A7. Тој има пешак помалку и белиот е на потек, а белиот, значи, со својот последен потек го зема пешакот на F5, топ F5 и сега во овој миг има два пешаци повеќе. Значи, Рубинштейн има два пешаци повеќе, да видиме како Ласкер ќе ја брани оваа завршница. Се разбира топ D1, единствена шанса на црните контраигра, се разбира. Топ D1 и сега многу поучен момент. Значи, белиот враќа еден од своите вишок пешаци, за да не се брани пасивно. Именно тој игра крал F2. Правилен потек, значи еден пешак враќа од двата повеќе, а не игра топ F1, заради тоа што црниот би играл топ D2, повторно напаѓајќи на B2, и сега ако топ F2 се разбира топ D1, повторување, топ B1 за да брани, и црниот би одиграл топ E2. Гледате, сега го напаѓа тој на E3 и одеднаш белиот топ стана пасивен, црниот активен, ќе врати еден пешак и ќе остане со активна позиција и ќе биде многу блиску до реми. Затоа по топ D1 крал F2, топ D2 шах, крал F3, топ B2 и сега топ A5. Го брани својот, го напаѓа противничкиот, топ B7 и топ A6. Сега се определи позицијата, белиот има чист слободен пешак повеќе на E3 и поактивни фигури. Кралот е исечен на седмата линија, белиот крал е слободен во своите дејства и белиот напредува сега, а црниот мора да чека. Значи нема контраигра. Крал F8, E4, топ C7, H4, крал F7, G4, крал F8, крал F4, крал E7 и сега H5. Сега белиот сака да одигра и H6. Понатаму ќе сака или H6 или G6, од кој ќе ги донесе пешаците на G5 и на E5 и кралот на F5. Затоа Ласкер решава дека треба да одигра сам H6. Сега да видиме една варијанта, доколку стоеше во место како и досега, например, ако играше топ B7, би следело G5, топ C7, E5, гледа, кога црниот нема контраигра, белиот ја засилува систематски и со секој потек својата позиција. Топ B7, крал F5, топ C7. Сега, кога се е наместено како што треба, треба да има пробив и тоа белиот го прави со потекот G6.
Гледате се, ако HG6 се разбира и крал G6 одма победува, и на крал F8, крал H7, например, а на H6, A4, топ B7 и сега топ E6 шах. Тоа е само еден пример како белиот победува. Има и други начини. Ја сега ќе покажам само една варијанта. Значи по топ E6 шах црниот крал треба да се определи кај ќе оди. Например, ако оди на кралското крило, ако оди на F8, тогаш топ C6 и сега не може да парира згодно топ C8 шах и на крал E7 топ G8 и G7 пешакот е загубен, а на потегот крал D7, би следел ефектниот потег топ F6, гледате. Значи тоа пространство, како доаѓа до израз, сега не може G6, G7 и F6 и крал G6, тие пешаци одат во дама, и по крал E8 би следел одличен потег топ F7. Сега црниот мора да земе практично топ F7, G7, крал F7 и сега E6 и на крал E7 крал E5. Затоа што H пешакот ги држи двата на G7 и H6, E пешакот решава. Во пешачка завршница, тоа е само една илустрација. По H5, значи светскиот шампион, тогашниот светски шампион Емануел Ласкер, игра H6 самиот, а белиот продолжува крал F5, крал F7, E5, слободниот пешак има предна тенденција да се движи напред, топ B7 и сега топ D6. Сега заканата е топ D7 шах и на топ D7 E6 шах и ED7 и крал G6 да дојде во добиена пешачка завршница. Например, тоа би следело на потегот топ E7, тогаш. Значи на топ E7 ефект на белиот ќе одигра топ D7. И по топ D7 E6 крал E7, ED7 крал D7 крал G6 и победува. Затоа на топ D6 игра црниот крал E7, топ A6, крал F7, топ D6, крал F8. Овие последните два потези кажуваат дека играчите се наоѓаат во цајтнот, особено Рубинштейн, мислам дека тоаш контролата била на 37-миот потег. Но како и да е, крал F8, топ C6, крал F7 и сега A3. Гледате, тој потег A3, затоа што белиот го има сето време на овој свет, значи може да почека и имаат, нели, во руската школа се вика не брзај, кога противникот нема контраигра, во завршница немој да брзаш. Тука патем го држи полето B4. И партијата тука била прекината, а Ласкер се предал без да ја продолжи играта. Се тој како може да игра? Може да игра со кралот на F8 или со кралот на E7 или да проба нели да игра со топот. Ке покажеме. Значи, да речеме доколку играше крал F8 во оваа позиција, како белиот би пробил? Крал G6 и на топ B3, шах, топ C8, крал E7, топ C7, крал E6, топ G7, со следно крал H6, два врзани кои што пробиваат. Доколку пак играше крал E7, тогаш крал G6 и на крал D7, топ D6 и на крал E8, крал H7. И на крал F8 шах, крал F8, топ G8. И последното што ќе го видиме на топ E7, доколку партијата продолжеше вака. Значи по A3 топ E7, црниот да држи пас по седмиот ред, тогаш E6 шах и на крал G8, крал G6, гледате. И на топ E8 ефектен потег E7 изнудица. Нели, не може да го земе топ C8 шах, единствениот или A5 мора да игра со A пешакот или кралот, се едно, еве на крал H8, топ D6, со следното топ D8 и белиот победил. Значи ефектна, многу убава завршница, многу поучна завршница. Една од најизвестните завршници на Акиба Рубинштейн. Во многу учебници, во многу книги за шаховски завршници ја има оваа завршница. Да речеме во книгата, една од најпознатите за топовски завршници, книгата на Смислов и на Левенфиш. Исто така и Гари Каспаров во своите трудови во делот за Рубинштейн темелно ја анализира оваа завршница, па ќе ја споделиме и ние со вас, почитувани. Значи, Рубинштейн со црни фигури, крал на F8, топ на B8 и пешаци на D6, F7, G7 и G6. 4 пешаци, белиот крал на H2, топ на C2 и пешаци на H3, F2, D4 и A3. Многу е тешко да се добие ваква завршница, се разбира, материјалот е ист
И ако замислиме дека белиот може да ги замени пешаците А3 и Д4 за оној на Д6, дека настанува топовска завршница комплетно реми, каде што нели F7, G7 и G6 нема да може да ги совладат H3 и F2, но да видиме дека тоа белиот и нема да може да го постигне. Како одиграта понатаму? Црниот почнува прво со топ А8, правилно. Топот позади слободниот пешак, веднаш напаѓа на А3. Сега има две начина како да го брани белиот пешакот, со топ C3 или со топ А2. Ако игра топ А2, тогаш се разбира црниот прво топ А4 да го ограничи слободниот пешак, нели, потоа поминува со крал. Значи, тоа е еден важен момент. Топ А2 и топ C3 отприлика иста вредност има, ќе покажат длабоките анализи, но во туринска партија може да се одбере само едното од нив. Рудолф Шпилман се решава за потегот топ C3, за да му биде топот поактивен, затоа што по топ А2, топ А4, тој ќе има многу малку простор за игра. По топ C3 следи повторно топ А4, топ D3 и сега крал. Крал е 7. Значи, подобри топот, го стави на оптимална позиција, сега кралот доаѓа во центар. Крал е 7, крал G3, доколку белиот играше D5, црниот ќе одговореше прво G5 да го фиксира пешакот на H3, па ќе продолжеше понатаму со крал F6 и крал F5 или крал G6. По крал G3, крал E6, крал F3, крал D5, гледате, белиот црниот го централизираше својот крал, донесе на централна позиција, а Шпилман, кој што има пасивна позиција, беше моментот тука малку да ја подобри структурата, да одигра H4, тоа беше подобар потек, отколку потегот крал E3, што го играше во партијата. Значи, ќе видиме на мали, на нијанси црниот ќе добие оваа завршница со многу умење, многу вешта и многу силна игра. Значи, мали непрецизности Шпилман ќе направи, за да му толку малку да му помогне својот противник колку што треба за овој да добие. По крал Е2, веднаш непрецизноста на белиот ја користи со потегот G5, го фиксира пешакот на H3, топ B3, топот се обидува да најде простор за контраигра, затоа што во топовски завршници многу е важна контраиграта, значи квалитетот на фигурите, на топовите, на кралот, положбата, тоа е поважно отколку малиот материјален дефицит. Како во случајот. Сега под топ B3, гледате, сака топ B7, F6, крал E3, сега крал C4, важен потек, затоа што топ D4 би била голема грешка заради топ D3. И белиот во пешачка завршница заради далечниот слободен пешак може само да добие. Затоа крал C4 го напаѓа топот и по топ D3 D5. Повторно, значи го фиксира тој на D4, сега кралот на црниот е многу силен. Крал D2 сега топот кој што до сега блокираше на А4, сега сака да најде активна улога и тој се враќа назад. Значи топ А8, крал C2. Доколку кралот дојдеше на другата страна, на E3, тогаш ќе следеше топ B8 со идеја топ B2 и на крал D2 топ B2 шах, крал E3 топ A2. Сега топот е позади слободниот пешак и белиот е целосно парализиран. Затоа по топ А8 белиот игра крал C2, а црниот сега ќе видиме има задача да пробие на вториот ред. Тој се обидува прво топ А7, еден важен потек, и на крал D2 сега топ E7. Сега како белиот да игра. Гледате, користи мотиви на цунцванг, на изнудица. Сега ако дојде топот на E3, тогаш топот на B7, сега пешакот на D4 виси, да. И ако топ D3 назад, топ B2 шах, значи топ C3 шах, крал зема на D4, A4, сега повторно мора да го реши овој слободен пешак, топ А7 се враќа назад, напаѓа, топ А3 и повторно блокада топ А5. Значи црниот успеа да освои централен пешак, но мора да решава, да го реши овој опасниот А пешак. По топ А5, топ А1, за да има повеќе простор белиот топ, крал С4 и сега беше последната можност Шпилман да се обиде да ја ремизира оваа
оваа завршница. Значи, ова беше последната можност каде што белиот можеше да се обиде, да се спаси со потегот топ c1. Значи, на активен начин да се обиде да се спаси топ c1 шах и по крал b4 повторно топ b1 шах, за да го принуди црниот со крал да земе на a4 и сега крал d3, гледате. Сега на црниот кралот му е исклучен од игра и по евентуално топ c5, крал d4, го напаѓа топот, топ c2, топ b7, контра игра. Во моментот е 2 помалку и по топ f2, топ g7. И сега, заради положбата на црниот крал на a4, кој што е во аут, значи тука белиот има одредени шанси за реми. Тоа беше еден од ретките моменти каде што белиот можеше да игра подобро и мораше да одигра така да проба да се спаси, се разбира немаше никаква гаранција дека и на тој начин ќе спаси половина поен. Но во партијата Шпилман одигра крал e3 и сега d4 шах, крал d2, топ f5. Сега овој потек е важен, топ f5, затоа што црниот мора да пресмета дали ќе стигне да го фати а пешакот, нели? На белиот одигра крал e1, но доколку играше a5 веднаш, тоа му е единствениот адут, тогаш би следало топ f2 и на крал e1 топ b2, па на a6 токму навреме топ b8 и на a7 топ a8. Би можел да следи уште крал d2, крал c5, крал d3, крал b6, крал d4, топ a7. И црниот со два пешаци повеќе и одлична структура победува. Значи по топ f5 требаше таа варијанта да се пресмета. Белиот исто така е пресметал прецизно и затоа се брани крал e1, но сега крал b4. Кралот треба да ги блокира слободните пешаци на противникот. Крал e2, крал a5. Сега кралот блокира, а топот е затоа активен. Топ a3, топ f4, топ a2, белиот чека, топ h4. И сега, гледате повторно, белиот нема добар потек. Ако топ a3, за да брани на h3, тогаш крал b4 го напаѓа топот кралот и не може да ги брани двата пешаци на h3 на a4. Крал d3 е играно во партијата, топ земе на h3, крал земе на d4, топ h4 шах, крал d3, топ a4. Сега, два пешаци повеќе, сега веќе следи фаза на реализација. Топ e2, топ f4, црниот само треба да го реши уште кралот да го придодаде во играта за партијата да заврши. После топ f4, крал e3, крал b6, топ c2 се обидува да го пресече, крал b7, топ c1 и сега топ a4. Црниот ќе направи мост топ a6, топ a6, топ c6 е идејата, топ h1, крал c6, топ h7, топ a7. Крал e4, крал d6, крал f5. Сега најелегантно и најточно е g6 шах, жртва на еден пешак, да се упрсти позицијата се по крал g6, топ зема на h7, крал зема на h7, крал e5, крал g6, g4, белиот се предава. Значи, една многу тешка за играње, играна партија со врвно мајсторство. И ќе покажам, значи, уште една или трета топовска завршница од истиот турнир, од триумфалниот турнир на Рубинштен, игран 1909 година, меморијал на Чигорин во Петербург. Овој пат ќе го видиме Рубинштен како послаба страна, тоа ќе биде партијата, односно завршницата против прославениот германски велемајстор и шаховски учител, чии што книги учела цела Европа, практично цела генерација и повеќе генерации шахисти, тоа е доктор Зигберт Тараш. Да ја видиме и таа завршница. Значи, ќе погледаме како Рубинштен, како послаба страна, како се брани исто така во топовска завршница на истиот турнир. Позицијата е белиот Тараш, Зигберт Тараш има крал на F1, топ на A7 и пешачка структура A2, B2, C3, F2 и H2. Значи имат 5 пешаци, а црниот има крал на G6, топ на C8 и пешачка структура B6, E4, F5 и H7. Значи белиот има пешак повеќе, има
опасен мајоритет 3-1 на дамското крило. Единствената шанса на црниот е активна контраигра. И ќе видиме како Рубинштейн колку искусно и точно ќе создаде таа неопходна контраигра за да спаси половина поен. Првиот потек е уште многу важен, но тој е потекот топ D8. Веднаш оди на отворената линија топ D8, сака топ D2. Сега доколку белиот не му даде да дојде на топот на D2 и одигра крал E2, тогаш следи F4 се разбира, со идеја крал F5 и F3. Затоа топа 6 и сега црниот не го брани слабиот пешак на B6, не губи време, например за топ D6, би следило веројатно C4 или A4, туку топ D2. Рековме контраиграта е единствената шанса на црниот. Топ D2, следи топ B6 шах, крал G5 и сега крал E1. Тука белиот имаше повеќе можности, крал E1 го напаѓа топот, доколку тргнеше веднаш со своите слободни пешаци, например со A4, кој што е најопасен навиден, би следало F4. Гледате, и на A5, F3. И сега црниот е направи неопходната контраигра, тој нападна. Сега сака мат и на топ E1 се разбира, и на крал и на крал E1, топ E2, шах се разбира. Сега, после крал D1, топ F2, само белиот и следно E3, само белиот ризикува да загуби, затоа крал F1, топ C2 и партијата би била реми со повторување на потезите. Потекот кој што го играше Тараш е подобар, значи на топ D2 тој игра крал E1, прво го напаѓа топот доаѓа на C2 се разбира, и сега топ B5. Гледате, Тараш не дава црниот да одигра активно F4, но црниот затоа игра крал G4. Повторно сака F4, за да се спречи тоа, белиот игра повторно правилно, игра силно H3. Да го одвлече црниот крал или да го стави пред пешакот, кралот на F4, веќе црниот би ја загубил комплетно својата координација, затоа крал H3 зема, топ F5 зема, но за да ја разруши таа конструкција E4 F5, белиот ќе плати цена во вид на пешакот на B2. Следи топ B2, сега таа одлично низа A2, B2 и C3 ја снема, останаа два слободни, но не така опасни пешаци. По топ B2 виси и A2 пешакот, следи топ F4. Тоа е една од трите можности кои што белиот имаше на ова место. Ако тргнеше веднаш со A4, тогаш топа 2 веднаш го напаѓа и по А5 повторно крал Г4, темпо го напаѓа топот и на топ Е5 повторно крал F3. И гледате, црниот повторно ја воспостави таа координација и контраигра. Доволна за реми, а ако играше топ H5 шах, тогаш кралот доаѓа на Г4 и на топ H7 топот зема на А2 и сега повторно кралот на белиот е отсечен на првиот ред, така што С пешакот нема да заврши работа, црниот секогаш има контраигра со кралот, пешакот и топот на вториот ред. Во партијата по топ Б2 белиот се обиде топ F4, значи нападна на Е4, црниот се разбира зема, топ зема на А2, топ зема на Е4 и сега последниот пешак што остана на таблата, што му остана на црниот е сосема добар, тоа е слободен пешак и доволен за да направи контраигра за реми. Значи црниот оди напред, H5, C4, сега крал G2. Одличен потек. Сега виси на F2, му прави место на H пешакот потенцијално и по топ F4 гледате топ C2, контрола на C пешакот, сега крал D1 топ F2 е одма реми, топ H4 и сега повторно одличен потек крал F3. Гледате, сега на топ H5 топ C4 е реми. Крал D1, топ F2, C5, крал E3, топ зема на H5 и крал D4. Тука е договорено реми, затоа што C пешакот нема да отиде никаде, повторно кралот е отсечен, а црниот топ се приближува и го зема последниот бел пешак. Значи една изворедна завршница која што покажува, значи, како послаба страна, дека активноста на фигурите е онаа која што во топовски завршници не спасува иако со материјален дефицит.
Почитувани, верувам дека уживавте во техниката на Акиба Рубинштейн, топовски завршници од кои што учеа многу генерации шахисти, од кои што и ден денес учат. Навистина, неговото отворештво е огромно, е трајно, би рекол. Штета што тој не пишувал, не ги коментирал своите партии, веројатно од скромност, мислејќи дека може би тука не може да се изрази како што треба, но како и да е, значи остануваат неговите партии како најдобар, значи, доказ на неговата огромна шаховска сила, Акиба Рубинштейн. Тажен е крајот на Акиба Рубинштейн, целиот тој напор, значи тоа големо трудолюбие, значи сам да без ничија помош, да почнеш од нула практично, да стигнеш до такви височини за така кус рок, значи ќе остави трага на неговата психа. Било познато дека тој не користел никакви средства, значи не пиел, не пушел, скромно се хранел. Така натаму немал никаква одлишка за тие големи психички напори. Тој ќе остави трага исто и првата светска војна, затоа што првите признаци на проблеми душевни ќе се појават некаде во 20-тите години, а иако тој ќе продолжи сјајно да игра на турнирите, да речеме на Олимпијадата во Хамбург 1930 година, ќе ја донесе Полска до првото место на Олимпијадата, таму ќе оствари 13 победи и 4 редни партии, фантастичен резултат. И другата година на Олимпијадата во Прага ќе биде добар, таму ќе направи 9,5 од 16, но тука и ќе приврши кариерата на големиот Акиба Рубинштейн, кому докторите во 1933 година ќе му забранат да игра шах повеќе затоа што тој има душевни напи. Последните 30 години ќе ги заврши во санаториум во Белгија, не бивајќи свесен дека, да речеме, 50-тите години се игра меч за светски шампион со друга генерација шахисти меѓу Ботвиник и Смислов и така натаму. Во тој дел се многу слични Рубинштейн и Штајниц, обајцата растени во еврејско гето, обајцата во сиромаштија, обајцата почнале се сами и стигнале до таму. Почитувани, би сакал тука да ја завршам оваа емисија, бидете со нас и во следната емисија со нас ќе биде мајсторот Ристо Кизов, мојот прв шаховски идол. Ќе имам посебно задоволство да ни биде гостин после 3 емисии посветени на големиот Акиба Рубинштейн. Продолжуваме да повикуваме и гости, шахисти кои што оставиле значаен траг во овој шах. Ве поздравувам!